Дали сте имале некогаш чувство дека некои работи во вашиот живот не се случуваат случајно? Како некоја невидлива сила да ги влече конците и да ве насочува кон вашите средби? Карл Јунг бил уверен дека случајности всушност не постојат. Тој увидел дека нашиот живот го обликуваат длабоки несвесни сили, сили за кои често не сме ни свесни, но кои сепак ја одредуваат нашата судбина. Може би мислите дека имате потполна контрола врз својот живот, но според Јунг во позадина делуваат образци и механизми кои нас несвесно не водат. Но тоа не значи дека нашата судбина е однапред предодредена и непроменлива. Напротив, Јунг верувал дека можеме активно да ја обликуваме својата иднина, штом ги препознаеме скриените образци кои влијат врз нашето размислување и однесување. Сето дека за тоа не сме свесни, ќе ги повторуваме истите ситуации, ќе се среќаваме со исти типови на луѓе и ќе се соочуваме со идентични проблеми, се додека несвесното не го направиме свесно, тоа ќе управува со нашиот живот, а ние ќе го нарекуваме тоа судбина, рекол Јунг. Оваа реченица не е само апстрактна идеја. Таа може да ни помогне да сватиме зошто некои работи во нашиот живот се повторуваат. Јунг открил дека нашата психа е полна со символи, длабоко вкоренети образци и потиснати емоции кои влијаат врз нашето однесување, а да за тоа често не сме ни свесни. Јунг го сковал и поимот синхроницитети и идејата да случувањата кои ги сметаме случајни имаат всушност смислени поврзници. Веројатно, во животот ви се случило се совршено да ви се поклопило во некоја ситуација, но на некој необјаснив чуден начин. За Јунг таквите случувања не се случајности, туку изрази на подлабока поврзаност на нашиот внатрешен свет и надворешната реалност. Нашите несвесни мисли, уверувања и чувства ја обликуваат реалноста која живееме. Посебно важен бил оној дел кој го нарекуваме сенка, дел во кој ги сокриваме сите работи кои себе си не сакаме да си ги признаеме. Кога го активираме тој дел од себе, тој може да управува со нашиот живот многу посилно отколку што мислиме. Може би се прашувате зошто секогаш паѓате во исти образци на однесување, се борите со исти потешкоти или наидувате на исти или слични препреки. Јунг верувал дека тука лежи клучот штом стекнеме свесност кон несвесните структури кои управуваат со нас и можеме да ја превземеме контролата врз својата судбина и да излеземе од зачараниот круг на повторување исти образци. Јунг не учи дека само спознавањето е првиот чекор кон промена, а оној кој ги разбира знаците кои ги праќа сопственото несвесно, може активно да го обликува својот живот, наместо да се препушти на случајностите или на дворешните околности. Вашата судбина не е однапред запечатена. Вие имате мог да ја промените. Поголемиот дел од луѓето го проживуваат својот живот, а никогаш не се ни запрашале што стои позади моите желби, реакции, емоционалните образци и одлуки. Кој образец во вашиот живот често се повторува, како да некоја невидлива сила постојано ве враќа на исто место. За Јунг, синхроницитетите во вашиот живот не се чиста случајност. Тоа значи дека наизглед случајните ситуации кои ги доживуваме можат да бидат директен одраз на она што се случува во нашето несвесно. Како универзумот непрестано символички одговара на нашите мисли, чувства и уверувања. Проблемот е во тоа што поголем дел од луѓето ги занемарува тие символи
и ги отфрла како случајности, не сваќајќи дека тие често го содржат клучот на разбирањето на она што навистина се случува во нивниот натрешен свет. Може би барате решение за некој проблем и случајно на улица слушате разговор кој ви нуди точен одговор за вашиот проблем. Синхроницитетот делува како смислено подударање на внатрешните и надворешните случувања. Ситуациите кои ги доживуваме можат да бидат директен одраз на нашето несвесно. Проблемот е што повеќето луѓе ги занемаруваат знаковите од универзумот и ги отфрлаат како обични случајности, не сваќајќи дека тие често го имаат клучот за разбирање на она што навистина се случува во нивниот натрешен свет. Ова покажува дека не сме изолирани, туку дека сме поврзани со некоја поширока интелигенција. Кога ќе почнете да ги толкувате тие поврзаности и да ги толкувате тие знакови од универзумот, вашиот живот веќе нема да изгледа како низа на случајни околности, туку игра помеѓу вашиот натрешен свет и надворешните околности. Ова видео може да ви помогне да видите каде ја губите контролата врз себе и каде и како да си ја вратите силата да живеете автентично. Драги мои, доколку ви се допаѓаат вакви слични теми на кои зборувам од мој агол, ве поканувам да го заследите мојот канал. За вас тоа е само еден бесплатен клик, а мене вашата поддршка многу ќе ми значи. Довидување до моето следно видео и ви посакувам се најдобро.